Си живееле во некое село старец и старица, дедо Петко и баба Пена. Си сакале тие вкусно да се најадат, назима на топло да си поспијат, а налето под сенка да си дремнат. Само едно нешто не сакале – да работат. Што има да работам? Велел дедо Петко. Од работа само ке се изморам. Нозете и рацете ке ме болат, грбот ке ми се свитка. Не си јамачам душата со работа. А баба Пена го слушала и, климајки со главата, потврдувала: Така е, дедо! Се си во право! Еднаш баба Пена направила цело грне манџа. Вкусна, многу вкусна манџичка. Си седнале бабата и дедото на маса и целото грне го изеле. Го изеле? Грнето? Манџата во грнето ја изеле. Се најале, се прејале. И тогаш бабата рекла: Јас го сготвив ручекот, а ти, дедо, сега засукај ги ракавите и изми го грнето. Утре ќе ми треба за да ја измолзам кравата. Како не? рекол дедо Петко. Тоа е женска работа, сама измиси го. Нема да го мијам, викнала бабата. Само јас ли ке работам? Јас за женски работи не ти работам. Не попуштал дедото. Лека си седи неизмиено, Рекла бабата. Ми гајле, Одговорил дедото. Се стемнило. Бабата и дедото си легнале да спијат, а грнето останало неизмиено. Слушај, И рекол дедо Петко на својата жена. изутрина стани и стопли ми млеко, ке каснам малку, па ке одам да прошетам по селото. Во што да измолзам млеко? Грнето не е измиено. Ако го измиеш, ке измолзам млеко. Луто му одговорила бабата. Дедо Петко почнал да се кара. Нема да го измијам, ме слушаш? Те слушам, ама муабет веќе не ти правам. Аха, не ми правиш муабет? Добро, тогаш вака ќе направиме. Обајцата ќе молчиме. Кој нема да издржи и прв ќе прозбори, тој ќе го измие грнето. Бабата се согласила. Па и овчарот го собрал стадото и го потерал на ливадата за да пасе, а во дворот на бабата и дедото кравата мука ли мука. Немало кој да ја измолзе и на пасење да ја однесе. Баба Пена и дедо Петко пак си седеле и си молчеле. Соседите почнале да се загрижуваат, дзиркале преку оградата и се прашувале што ли се случува кај дедо Петко. Кравата си седи заврзана, мука ли мука од мака, а во дворот никој нема. Така поминал цел еден ден. Поминала и ноќта, а бабата и дедото не излегле од дома, ни јаделе, ни пиеле и ништо не сработиле. Утредента, соседите ја виделе кравата легната среде двор. Леле, кравата на дедо Петко и баба Пена пукнала зашто не ја измолзеле, а може и од глад умрела. Хајде, луѓе, да видиме што е со дедото и бабата. Влегле соседите во куќата и почнале да прашуваат: што е, баба Пена, зошто не ја измолзе кравата? Баба Пена молчела. Дедо Петко, кажи некој збор, зошто баба Пена не зборува? Но ни дедото не проговорил ниту збор, ами само занишал со главата.
Ете ти белја работа, рекол еден од соседите. Старите изгледа онемеле. Трчајте побргу по лекар. Марко, сине, оди и викни го лекарот. Марко потрчал по лекарот кој живее на другиот крај од селото. Додека момчето трчало, селаните почнале да се разотидуваат. Кој каде? Еден брзал во полето, друг на пазар, а трет дома работа го чекала. Само двајца останале кај онемените баба и дедо. Една соседка и попот. По некое време и попот морал да замине, па и рекол на соседката: Ти, соседке, остани тука, дури не дојде лекарот. Гледај ги баба Пена и дедо Петко, да не им се случи нешто. Не можем, попе. Зошто не можеш? Денес никој не работи без пари. Ако ми платите, ќе останам. Што? Да ти платам јас? Каде се чуло и видело поп да плаќа? Попот погледнал лево-десно и издогледал една престилка што висела над зидот. Тргнал да ја земе престилката, а баба Пена вреснала: Што ти е, бре? Сакаш мојата престилка да ја дадеш на мрзливкава, а јас што ќе носам? Кога слушнал дедото како вика баба Пена, станал и рекол: Ете ти, стара, ти прва проговори и ја изгуби обкладата. Сега оди и изми го грнето. Попот и соседката се сетиле зошто онемеле дедо Петко и баба Пена. Зачудени станале и си го фатиле патот. А дедо Петко и баба Пена си останале и без крава и без млеко. Најважно им било да си го истерат и нај.